Слепите и слабовидни лица кои се членови на Сдруженијето на слепи од Кочани викендов беа домакини на празнична средба со своите гости од другите градови во државата во рамки на одбележувањето на празникот Петровден. Вообичаено, освен дружењето, тие има и меѓусебно одмерување на знањата на шаховската табла. Според председателот на Кочанското Сдружение на слепи, основната цел на ваквите среќавања е размена на искуства и јакнење на меѓусебната соработка и пријателство. Ми е мило, драги гости и драги пријатели, што не удоволивте со вашето присуство. Ова се петровденски средби кои ги славиме по пети пат, меѓу кои се и меѓународни. Имавме гости и од Бугарија, за жал ова година не можеа да дојдат, спречени са, али се поканети. Штип, Неготино, Прилеп, Скопје, Велес, Куманово и Струмица. Благодариме и на спонзорите што ни излегува во сусрет за да ги одржиме овие средби. Дружењето, но и спортувањето за слепите и слабовидни лица е од големо значење за одржување на физичката кондиција и општата здравствена состојба. Целта прво е подигање на јавната свест за маргинизираните групи во Република Македонија и на овој начин, значи Сојузот на слепи на Република Македонија, Федерацијата за спорт на слепи на Република Македонија и домаќино Сдруженијето на слепи на Кочани имат една несекојдневна можност да пробаме за нијанса да ја подобриме свеста кај луѓето за ова и за потребите на луѓето со посебни потреби. На празничната средба во Кочани имаше гости и од Националниот сојуз на слепи на Македонија. Целосно даваме подршка за овие петровденски средби што ги организира Сдруженијето на Кочани, кој што е едно од поактивните, не само за овој ден, него и преку целата година, кој што организираат повеќе такви средби и верувам дека и другите здруженија исто така ќе имаат подршка за било каква друга активност која што сакаат да организираат. Тоа се трудиме да го направиме исто така и за други спортски активности како што е фудбалот, кој што сакаме да го активираме малку повеќе и да му дадеме акцент за да слепите можат и фудбал да играат. Според Селковски, Националниот сојуз на слепи на Македонија има околу 2400 членови. Тие се распоредени во 18 здруженија во градовите во државата. Членовите на Кочанското Сдружение на слепи пак рекоа дека остануваат на определбата Петровденската спортска средба да остане традиционална.